Поголема промоција на кемането како инструмент и обука за негова изработка е целта на работилницата и семинарот за кемане, што во организација на фолклорниот ансамбл Мугри, а во соработка со Институтот за фолклор Марко Цепенков од Скопје, се одржа во малата сала на Центарот за култура Бели Мугри. Предавачи беа професор доктор Родна Величковска и професор магистер Горанчо Ангелов, етномузиколози, како и фолклористот Драги Атанасов, кој е раководител на ансамблот Мугри, но и изработувач на народни инструменти. Професор доктор Родна Величковска, која што е професор на Музичката академија во Штип и на Институтот за фолклор во Скопје, а воедно и уметнички директор на фестивалот Пеци Атанасовски во село Долнени, пред присутните зборуваше за улогата на инструментот кемане за зачувување на изворната традиција во источниот регион. Знаеме дека кеменото е овде познато и едно од најзначајните изворни инструменти за ова поднебје и улогата на нашите кеменџи, а воопшто и улогата на нашиот почитуван пријател Драги, кој веќе 30 години работи на ова поле и присутен на фестивалите во земјата, така да кемането одекнува веќе 30 години на фестивалската сцена, така да тука се и неговите врвни награди, а ќе ја спомнеме и меѓу другото и мината годишната Гран При награда, што ја доби лично како член на жирито на фестивалот. Се повеќе во последно време со отварањето на факултетот за музичка за етномузикологија во Штип, односно етнокорологија, оддел за етнокорологија на Музичката академија, се повеќе имаме заинтересирани студенти не само од источното подрачје, нели, како универзитет кој е претежно формиран за источното подрачје, но имаме студенти од западното подрачје на Македонија кои се активни и доаѓаат на овој универзитет и ги изучуваат народните музички инструменти, а тука и народното пеење. Професор Величковска додаде дека на студентската конференција во Русија настапил токму следбеник на Драги Атанасов, Стојанче Костов, кој што настапил со кемане, а кој што сега е асистент на факултетот во Штип во одделот за етнокорологија. И ова што се работи како песни на ваквите работилници биле застапени на програмата на мастер-класата што ја држеле во Русија. И слободно може да се каже дека сите музички академии во Русија веќе знаат за кемането како инструмент и за изворната музика карактеристична за осоговијата. Професор магистер Горанчо Ангелов пак, зборувајќи за потеклото и употребата на инструментот кемане, рече дека целта на работилниците и ваквите семинари е зголемување на заинтересираноста кај младите лица за изучување на овој инструмент. Се помал е бројот на инструменталисти на кемане, за жал, инструмент кој се негува претежно во североисточна Македонија, во неколку градови и села. Се надевам дека од овој семинар ќе произлезе барем еден или двајца нови кеманџи кои ќе ја продолжат оваа традиција, која се уште се пренесува на нови традиционален начин од колено на колено. А заинтересираност за изучување на народните инструменти во последните 20 години постои кај младите, меѓутоа повеќе се одлучуваат да свират кавал, гајда, тамбур или тапан. Кемането како уникатен инструмент нормално дека треба да очекуваме да го изучуваат оние деца кои потекнуваат од овие краишта, што ги кажав веќе, од дали од селата или од градовите, кои што во денот го носат овој инструментот, и музиката сепак е нешто што ние го носиме во денот, не е само да го земиме и да свириме на него. Важен сегмент во зачувувањето на кемането како инструмент е и неговата изработка. Сакаме да го што поблиску прикажеме до младата јавност, до нашата млада публика, те со цел да привлечеме внимание кои више имаме таленти, млади таленти кои сака да го изучуваат овој инструмент. Више имаме 3 дечиња кои првите музички акорди ги имат извадено и се надеваме дека ќе привлечеме внимание и повише дечиња, поголем број на млади членови да членуваат при изучување на овие народни традиционални инструменти. Има еден член кој више има изработено еден прв ваков инструмент, ќе видиме стварно интересен, кој за прв пат нели знаеме како може да биде изработен и нели како прв инструмент. Вакви работилници и семинари традиционално се организираат и на фестивалот за изворни инструменти и песни Пеци Атанасовски во село Долнени, а се планираат и во други градови од државата со цел придобивање на млади лица заинтересирани за негово изучување. Инаку работилницата и семинарот за кемане финансиски се поддржани од Министерството за култура на Република Македонија.